Да, првата тема ова утро е меѓуврсничкото насилство. Ова е една сериозна тема која што ги засега децата, родителите, училиштата. За тоа како да го препознаат младите насилството, како да го избегнат, како да се минимизира овој сериозен општествен проблем. Ова утро разговараме со мојата гостинка Ирена Христов, НЛП тренер за млади и за родители. Добар ден и добре дојдовте. Добар ден, благодарам на поканата. Ирена, кога разговаравме минатата недела за да се договориме за емисијата, беа актуелни последните од низата случувања на меѓуврсничко насилство, кои што навистина одекнаа многу во јавноста. И кога токму мислевме дека оние случаи во Ѓорче Петров, па потоа еве и во аеродром Викендов во Шуто Оризари во Драчево, сме ги виделе најстрашните облици на насилство, како да останавме уште еднаш вчудо невидени докаде можат да одат границите на суровоста, кои што постојано се поместуваат. Каде лежи проблемот? Пред да го почнеме разговорот, само би подсетила, бидејќи сега споменав дека во текот на изминатото деноноќе МВР има евидентирано 9 случаи на семејно насилство, само на повеќе локации низ државата, само за едно деноноќе. Ако го бараме изворот на проблемите, ако бараме начинот каде да се почне да се бараат решенијата, дали ќе сгрешам ако речам дека семејството е главната, клучната база? Апсолутно. Семејството е приматот, го има приматот, значи се почнува од таму. Ние не можеме да бараме, одговорност само од институциите и од училиштата, каде што се бара реституција. Оноа што е поидовно е во самото семејство. Затоа што не можеме да скокнеме, 5, 6, 7 години и потоа да одиме на некој друг, да се фрла вина и да се бара проблемот во нешто. Значи, секогаш основата е семејството. Добриот однос во семејството е темел за да може да се изгради една индивидуа која е свесна, стабилна личност. Првенствено комуникацијата во семејството. Зборувањето околу чувствата, емоциите, обелоденување на тоа како се чувствуваме и да зборуваме, значи да ги извербализираме нашите емоции. Тоа е основата за зближување, стекнување доверба и еден добар однос, темел, здрав во семејството. Кога детето ќе стекне доверба во семејството, кога знае кому да му се довери, кога знае со кого има да разговара, има поддршка, тој е забележан, родителот е присутен за него, тогаш ќе се изгради навистина една свесна, совесна личност која ќе знае да комуницира и да управува пред се и со зборовите и со емоциите. Воедно ќе стекне и добар рейтинг, може би во друштвото, а може би и не. Но ќе умее да ги филтрира круговите каде се движи, ќе умее да филтрира информации и ќе умее да одговори на било каков предизвик во дадена ситуација. Последниве случаи што ги споменав сега не би сакала како изолирани случаи да ги гледаме, меѓутоа генерално покажуваат дека е голем сигнал дека насилството е сериозен проблем, сериозен општествен проблем. Но она што се случи во Ѓорче Петров, сега и неодамна во аеродром, може би најмногу разочарува самиот факт, јас и претходно кога говоревме ви споменав, самиот чин на насилство веќе има, и кривични пријави, има институционална разрешница и тоа еве да го анализираме како насилство кое што ќе мораат институциите да се позанимаваат. Меѓутоа мене што повеќе ми остава впечаток, односно ме разочарува, ме натажува да кажам моментот што одредена група на деца, врсници на деца кои што трпат насилство, го снимаат целиот момент и не реагираат. Реагираат, но не одговараат на настанот. Така. Значи, тие реагираат за да ја подгреат атмосферата. А кој е задниот мотив? Насилничката атмосфера? Ги понесува се. Тие се тинејџери, во една возраст, каде што навистина е потребна огромна едукација, за да знаат да се носат со сите тие пориви и емоции што им доаѓаат. Преплавени од сите страни, со секакви информации, се што се гледа, а при тоа нема здрав критериум според кој ги вреднуваат настаните. Значи, чувство за емпатија.
системот и воопшто ние, нели, училиштето, сето оно што се случува на патот на растот, на развојот, како се определуваат за кариера, каде се запишуваат, се сведува на еден интелектуален дел. Значи, да учиме, се учи како се решаваат равенки, како се, нели, одредени предмети, меѓутоа, основно нешто е емоционалната и социјалната интелигенција во овие ситуации. Значи, таму на улицата, каде и да се случил тој настан, не ги прашале како се решаваат равенки, ниту кој е главен град некаде. Туку се случува реална случка на насилство, каде без чувство на емпатија се зема одредена страна и се кажуваат одредени, не знам, работи кои што навистина воопшто не одговараат на ситуацијата, наместо да се одговори, се реагира. И кај нас е парадоксално, а може би и некое наше проклетство, не знам како да го наречам, што секогаш реагираме, ќе кажам реагираме, откако нешто ќе се случи. Значи, не е работата ние да делуваме на последицата. Работата е да ние делуваме на превенцијата, да не дојде до тоа. А веќе кога дошло до тоа, обично го бараме коренот на проблемот. И тоа е во ред, во одредени ситуации. Меѓутоа, оноа што, пошто ние функционираме, се нашите навики, нашите образци на однесување, нашите верувања. Сега, ако ние се вратиме во коренот на проблемот, и ако ги повторуваме истите тие навики, ќе добиеме иста наша нова реалност. Што значи тоа? Настанува проблем, тогаш се крева фама, 2-3 дена и после се случува по институциите, не знам, народот тогаш добива некој вентил за да искаже се и се што му лежи на душата и што треба и што не треба, што собирал, и тука се завршува. Но како статистичка бројка и тоа ќе се навраќаме. Статистичка бројка, меѓутоа што е статистика? Точен збир на неточни податоци. И самиот број не го решава проблемот. И се враќаме повторно на старата навика, истото ќе го видиме после извесно време, не мора веднаш, после ден, 2, 5 година, значи повтор, и се повторува. Што значи? Дека ние ја повторуваме старата грешка. Но кога ќе направиме еден модел на однесување, какви сакаме да бидеме, какви деца, млади сакаме да имаме, бидејќи тие се нашите иднина на крајот од денот, но ги создаваме сега. Сега, кога јас ќе видам каков модел сакам да биде тој тинеџер кој ќе порасне, или таа млада личност, каков идентитет сакам да има, тогаш ги креирам навиките кои сакам, по кои сакам да се однесувам, по кои сакам да ги да ја воспитам, да ја образувам таа млада личност. И сега, ако нешто мене не ми носи посакуван резултат, јас не можам по истото да терам, по истата шема ми дава ист резултат. Што значи? Ја менувам шемата. Значи ги менувам сосема навиките, правилата на однесување, емоционалните реакции ги претварам во емоционални одговори. Па ќе умеам да управувам со емоциите, тие ни се супер дадени ни се. Меѓутоа што да правиме со нив? И има и во образованието, имаше и како не предмет, меѓутоа како дел од класен час на времето, што го вика, па као имаше животни вештини. И супер, тука има. И сега се работи, и во градинките се работи. Значи се работи на емоцијата. Меѓутоа, ајде каде во телото се наоѓа, ајде ќе дадеме боичка и супер, ќе обоиме, ќе кажеме каде ја чувствувам. Што потоа? Што потоа со неа јас да правам? Значи, навистина е потребна едукација, за да умееме, не само да знаеме. Ние од што многу знаеме, може би затоа и ова се случува. Затоа што кога човек знае многу се затвора за нови сознанија. А кога ќе бидеме љубопитни, ќе видиме повеќе начини за да дојдеме до решението, но фокусирани кон решението, а не кон проблемот,
тогаш можеме да ги менуваме нештата. Како да се препознаат, Ирена, првите знаци? Што да се направи? Сега може би на поголем проблем се еве и родителите кога детето е жртва на насилство. А дополнително нели да го анализираме и моментот на децата кои што се па насилници. Како да се продолжи потоа? Затоа што еве овие ќе кажам случаи не ставаат пред еден крстопат како и како родители и како општество да реагираме. Како понатаму да се продолжи, значи со превоспитување, јас тоа велам. Значи, секогаш има можност, се случува со причина. Значи, нешто не функционирало. Кога нешто не функционира, па еден кабел ако не функционира, избива куршлус. Значи, исто е. Нешто не функционирало и тоа е повик за да се смениме. Повик да се смени нешто во тоа семејство. Моментот на негирање на проблемот го продлабочува проблемот. Моментот дека не се случува ништо посебно и дека е фаза која ќе пројде, го продлабочува јазот. Првиот момент со соочување, признавање и преземање одговорност на било која единка во системот, значи не е префрлањето вина решение на проблемот, преземањето одговорност е решение на проблемот. И тоа токму од местото од каде што потекнува. Ако во семејството се јавува, значи било каква девијантна појава, моментот кога родителот ќе прифати и ќе признае одговорност дека да, со овие навики, со ова што јас го трпам, насилство, дали меѓу сопружниците, можеби и тоа се случува, детето сето тоа го гледа, го прима. Значи, и потоа го продуцира. И секогаш имаме, оно што го гледаме во надворешниот свет е или истото тоа, или опозит на тоа, спротивно тоа. Така што, првиот момент кога родителот ќе призна и ќе преземе одговорност за да го смени тоа е веќе половина од решението на проблемот. Но дали ги препознава оние знаци, да речеме први знаци, или можеби често пати се игнорираат? Како родители сме поемотивни некогаш и сакаме нели да ги одложиме, ајде да кажам, тие некои работи или да не си ги признаеме, не тоа на нашето дете не може да му се случи, тоа не е нашето дете, нели? Пак оној заштитнички момент велам што некогаш може да продуцира и проблем. Затоа комуникацијата секогаш мора да биде присутна, отворена комуникација, искрена комуникација. И најлошата вистина е подобра од лагата. А најлошо е кога се лажеме себе. Така што било кој разговор, било каков разговор, значи да се отпочне некаков разговор, кога ќе се забележи тоа нешто и да се застане и да се прифати моментот и да се признае, ние не сме на столбот на срамот ако тоа му се случува на детето, па не знам, ако се случува нешто, па не знае да се снајде, па не знае да каже, па што ќе речат соседите, па што ќе рече фамилијата и така натаму. Значи, тоа не е решение на проблемот. Првенствено комуникација, здрава комуникација. И се во ова што го видовме што се случува е недостаток на здрава комуникација. Ние заборавивме да комуницираме. Младите заборавија, во семејството се заборави комуникацијата. Значи, првично кога ќе забележи родителот, не да го негира проблемот, не да чека дека ќе помине и дека е фаза, туку сериозно да пристапи со начин на комуникација. Но не во смисол, тебе нешто не ти е добро, тебе нешто ти се случува. Што точно ти се случува, тоа е веќе продлабочено, да речеме, прашање. Ние знаеме да кажеме као, па не се чувствуваш добро, нешто да не ти се случи, нешто со предпоставки, наместо да се оди со отворен разговор. Значи, јас нешто, во смисол јас, од позиција јас нешто забележувам дека се случува. Имаш ли нешто да ми кажеш? Нешто што може би, еве како се чувствуваш во момент кога си во училиште. Ние многу често знаеме да прашаме и кога ќе се вратат од училиште или кога се надвор па ќе се вратат, нели, од излегување, што се вели, од дружба, знаеме да прашаме како помина, добро, супер, и што се случи, тоа. Како се чувствуваше кога беше со тоа друштво? Како се чувствуваше денес во училиште? Значи, тој момент на емоција ние некако го занемаруваме. И затоа е многу важно да се научи правилно да се комуницира. И при тоа, сите
разговори, фидбекот кој ќе се добие од младите и воопшто ние како возрастни, како родители кога разговараме, да не се сваќа лично. И кога се разговара со младите, да не се напаѓа личноста на детето. Ти си смотан, не знаеш да се снајдеш, например. Туку, кои алатки ти недостасуваат, со кои вештини можам да ти помогнам за да одговориш во таа и таа ситуација. Значи, има разлика кога ние ќе го одвоиме однесувањето од личноста. А ние многу често, да не кажам секојдневно, за било кој фидбек и за било која информација, работите ги сваќаме премногу лично. И така доаѓаат тие навреди, така доаѓаат конфликтни ситуации, кавги и ред појави кои што можат и да отидат во друга крајност. Па понекогаш можеби и успехот го оставаме на преден план, во втор план воспитната дејност, она што многу пати го говориме и особено и со професори кои што директно работат со учениците, како воспитната дејност да се малку подзаборава, по фокусот да биде ставен на добриот успех, бркањето по оценки и по висок успех, а од друга страна некогаш може да се случи и одлични ученици да имаат различно однесување кога се работи надвор од рамките на училиштето, па и во училиштето независно. Интересно ми е што и во изминатите разговори кога сме зборувале, голем акцент ставате на комуникацијата и тоа е многу важно. И во рамките на семејството, и во рамките на училиштето, па и надвор помеѓу другарите, помеѓу врсниците. Колку канализирањето на енергијата, бидејќи зборуваме за една многу сензитивна возраст, тинејџерството, кога и не знаеме дали некогаш ги препознаваме на вистина и собствените деца и нивните другарчиња. Колку тоа канализирање на енергијата кај оваа млада популација може да доведе да имаат избор, да имаат начин на изразување, да бидат чуени, да бидат видени, препознаени. Секогаш имаат избор. Колку и да се замолчуваат, ќе најдат канал ако сакаат да се изразат. За жал каналите кои ги имаме во моментов, социјалните мрежи, ги перцепираат на еден поинаков начин и тоа доведе и до оттуѓување. Меѓутоа, тие канали и како може да се искористат баш за оваа конструктивна истражувачка комуникација, творечка комуникација. Значи, нешто што носи бенефит секому. Не служат медиумите само да се исплука некој или не знам да се споредам јас со овој или оној, па кој е посилен или кој е не знам колку лајкови има. Апсолутно, тоа е искривување на сликата на медиумите. Моментот кога било кој тинеџер, значи дури и тоа не може да се изрази и така натаму, за мене е изговор, затоа што секој што сака ќе најде начин тоа да го направи. Дали е тоа пишување, дали е тоа креативно творење, дали е тоа сликање, дали е тоа цртање, креирање на одредени игри. Значи има толку многу креативност неискористена во младите. И нормално е да тој потенцијал што го имаат, ако не се искористи на соодветен начин, низ каналот кој нуди баш истакнување на потенцијалот и зголемување на креативната енергија, тоа стапот има секогаш два краја, паричката има и петка и глава, значи таа енергија се канализира на овој начин, значи на неговата спротивна страна. Како? Споредувајќи се, скандирајќи, подгревајќи атмосфера, значи таа креативност ја искористуваат на сосема погрешен начин. На другата страна од парата се. Значи нашата цел, единствена инвестиција на вистина на секој еден од нас, не е во камери, не е во не знам недвижнини, не, затоа што камерите ќе снимат настани толку, дали го решаваат, не. Но единствената инвестиција која ние треба да ја направиме е инвестицијата во луѓето, во нас, во реедукација. Значи, се во ова буквално треба да биде нова едукација на овој систем. Нова едукација на луѓето, нова едукација на дури и оние кои ги воспитуваат и ги образуваат младите кадри.
Значи, не е дека тие со факултетот им завршило нивното образование. Имаат семинари, имаат обуки, имаат се што е потребно. Но зошто сме тука ако имаме толку многу до обуки, до обучување и до едукација и не знам ти што? Значи, каде се греши? И поентата е да се едуцираат на начин кој го бара современото живење. Современните млади кои се иднината наша. А тоа што е? Тоа е првенствено начин на комуникација, затоа што не можеме да комуницираме, да не комуницираме. Значи ние кога молчиме комуницираме. Комуницираме сами со себе. Каков е разговорот кој го водиме сами со себе? Какви зборови себе си кажуваме? Па потоа задоволуваме можеби некои критизерски разговори во нас преку задоволување на некои надворешни пориви, преку одредени реакции. Значи, потоа веќе комуникација со нашите емоции. Тие ни се дадени тука за да ги слушнеме, за да знаеме што понатаму со нив. Значи, тие се нашиот GPS, тоа е нешто што не движи и емоција, самиот збор кажува, тоа е движење. И ова што се случи, всушност, пред известно време е повторно движење, но од стрес, бори се, брани се, бегај. Или смрзни се, има и тоа, како што беше случајот. Сега, кога ќе ми дојдат тие емоции, кога ќе ми дојдат тој наплив, дали моите филтри се вклучени или не, што правам јас со тоа? И сето тоа е баш една методологија која навистина во современата наука и како се истражува и се работи на неа и се имплементира во системот и во образовен и во институционален, значи и во неформалното образование. Што понатаму? Не само како да управувам, како да комуницирам, како да поставувам цели, каде одам. Кога ние немаме некоја цел каде се движиме, ќе се вртиме во круг. Како и што се случува тоа? Затоа што безцелно, ако јас не направам планирање за мојот ден и не знам барем некоја скица да имам, друг ќе го превземе тоа и ќе ми кажува ја што да правам. Што значи, или тргнувам некаде да одам, ако јас немам цел, ќе си се вртам, ќе си се отидов негде, а каде отидов, појма немам. Значи, како сето тоа да го правиме? Тоа се случува уште од најмалата возраст. Што уште? Да, се бара да учат децата, се бара сето тоа. Меѓутоа, дали некој им кажува како да им олесни? Не со традиционални методи и начини, туку со нови кои ги бара современиот начин на живење. Значи, истражувај, вклучи ги ја твојата креативност, оформи став и не се плаши да го искажеш, затоа што едноумието не води никаде. Само ако имаме различност на интереси, тогаш имаме развој и напредок. И затоа треба да исканализираме токму таа енергија наместо конфликтна ситуација, да се создаде еден креативен диалог. А како се постигнува тоа? Токму со сите овие сегменти и со начинот на комуникација. Од сето ова ми доаѓа едно од прашањата, можеби што сега едно со друго се надополнуваат, затоа што сепак тесни се, нели, поврзани меѓу себе тематски. Каква улога има самодовербата во превенцијата на меѓуврсничкото насилство? И постојат ли, бидејќи работите сериозно на оваа проблематика и со децата и со родителите, со младите, постојат ли посебни некои НЛП техники кои што може да помогнат, еве, особено да се изгради една емоционална отпорност, ако може така да ја наречеме? Да. И НЛП техники, mindfulness техники, коучинг, значи јас сето тоа го работам на моите едукации. Што тоа значи? Тоа значи не само техника во смисол да, окей, таа е техника и јас ќе ја применам, тоа е исто нели како упатство за употреба. Но техниката може да ја знаеме, но дали ја применуваме правилно. Значи, треба да стекнеме вештина, да стекнеме пракса, да стекнеме искуство и да го согледаме резултатот. И дали тој резултат, тој фидбек кој сум го добила, и дали тој фидбек е окей со мене, дали мене ми одговара. И ако тој фидбек одговара со оно што јас сакам да го постигнам, тогаш е добро за мене. А како ќе знам? Така што со помош на mindfulness техниките, што значи тоа? Тоа значи дека јас свесно се наблюдувам себе во овој момент што правам. И ако јас во овој момент се забележам себе, дека создавам, дека правам иста навика, која не ми го дава оној резултат кој го посакувам,
бидејќи свесно тоа го наблюдувам, веднаш ја менувам. Значи, сето тоа е вежбање. Ние сме направиле некој искуство од години наназад, каде што сме се вклучиле на автопилотот, нели, иста навика, исто секојдневие и така натаму, а сакаме со 5% од несвесниот дел да менуваме овие 95. Епа, ни треба поголем напор за да ги совладаме овие 95. А што значи тоа? Тоа значи да бидеме поупорни, да бидеме истрени, да бидеме доследни, да знаеме точно што сакаме. Тука е таа цел која што не мотивира. Ако целта ни избега некаде од видикот, знаеме многу често да се вратиме назад на старите навики и старите образци. Да, НЛП-то значи нуди можност, нуди алатки, но некако знаење. Кај мене на едукација изборувам. Туку како применета пракса, значи искуство на знаењето што е стекнато, уште од прв момент. Затоа што само со вежба се станува мајстор. А без вежба останува само знаење и јас знам се. Така што сите поминуваат низ еден процес, велам процес, кој во овој период, нели, нашето живење е ограничен со време, со простор и со наше присуство тука. И што е најважно, тоа е присуството наше и свесноста за тоа што правиме ние, да се наблюдуваме себе. Кога би се наблюдувале себе, тогаш сигурно самите себе би се прекориле кога ќе ни дојде да направиме нешто непосакувано. Така, самокритичност, некое внатрешно развивање, тогаш можеби е тој само разбирање. Значи, ние ако не се разбираме себе, не можеме да ги разбираме и другите. Ако не се сакаме себе, не можеме да бараме љубов од надворешната средина и надворешните околности. Така што, а за да биде сето тоа и за да видиме каде сме некаде на тој пат, најважно е нашето присуство и себе наблюдувањето. Што еве, Ирена, конкретно би им посоветувале на родителите кога детето им се доверува дека е жртва? И дали може би еве никогаш од родителски аспект може да несвесно да се придонесе за тој некој проблем? Да, апсолутно. Детето прво за да свати дека е жртва, тоа значи дека има повисоко ниво на свесност, нели обично се жалат децата, е моментот на препознавање на тоа жалење дека е всушност жртва на некое насилство, е основното нешто што треба родителот да го забележи. Значи тоа жалење кое што не почнува веднаш со насилство и ова што го видовме е само резултат на нешто претходно, значи тоа не настанало преку ноќ. Тоа имало наназад некоја историја. Е моментот кога првпат ќе се забележи тоа, без разлика, значи, и да не го занемаруваме, треба првенствено да се известат, сега зависи каде се случува сето тоа, нели, да се разговара, првично да се разговара со детето, да се истражи, нели, сето тоа низ разговор и тоа разговор кој е создаден на доверба помеѓу родителот и детето и дури потоа да преземе иницијатива за разрешување на, нели, ако било насилство, за разрешување на сето тоа, на конфликтот. Но оно што е многу важно е поддршката во семејството и присуството на родителот. Разговорот, пак ќе кажам, се е до комуникацијата, се е до разговорот, се е до создавањето на доверба помеѓу родителот и детето. И сум имала случаи каде што како искуство во училиште, доколку се случувале такви насилства, родителот мисли дека ако го премести детето на друго место, дека тоа нема да се случи. Меѓутоа, некогаш, да, и не се случува, но некогаш се случува, но на поинаков начин. Што значи тоа? Тоа значи дека дајте луѓе да се вратиме и да бидеме присутни за нашите деца. Значи, се ќе се намести, се ќе дојде, но присуството наше, за да бидат слушнати, за да бидат вреднувани на некој начин, не по успехот, туку по тоа колку тој вреди, самодовербата како што ја спомнавте. Значи, тоа е основното нешто, а самодовербата кога се стекнува, како се стекнува во семејството. И на тој начин, кога јас ќе разговарам, значи родителот ќе разговара со своето дете, ќе добија некој до него кој му верува, кој е присутен тука за него, не
не да биде презаштитнички, но да биде заштитнички, да верува во неговите потенцијали, капацитети и способности за справување со одредена ситуација, при тоа да биде поддржан од семејството, е основата за понатаму единката да се развива и да зборува отворено што и се случува. Значи, да, се бара потоа и помош ако е потребна, советувања во институции или кај соодветни експертски лица кои се занимаваат со таа работа. Но основата и кога доаѓа, значи на дали се тоа советувања, дали се терапии или што и да е коучинг кај мене. Да не се срамат, важно е така да побараат. Да не се помош, срамат, да. но и родителот да го прифати моментот и да прифати соработка и тој, затоа што не е само еден дел. Детето е само производ на тоа што се случува во семејството. И затоа секогаш велам и родителот и детето, тоа се две алки од еден ланец. Значи не можеме ние само една талка да ја поправиме, таму дупка секогаш ќе остане. Значи секогаш одат заедно. Сега се случува разединување кога да речеме со детето, родителите најчесто мислат така и ги даваат и на активности слободни, каде не за да бидат децата ангажирани, мислејќи дека ќе се надомести тоа. Не се надоместува, за жал. Значи родителот е тој кој треба да се реедуцира за да може да едуцира и да воспитува деца во семејството и млади и сето останато. Што значи тоа? Да биде поддршка и да покаже пример за онаму каде што се случува, нели, нивата и каде што растат плодовите. Така што тоа е тој примерот кој треба детето да го следи и потоа младата личност, затоа што до 5-та година, тоа секаде го зборувам, 5-та година детето е во една тета, значи мозокот се наоѓа во една тета бранова должина, каде што се имитираат само настаните што се случуваат во домот и околу околината и така натаму. Така што сето она што го гледаме после 5-та, после 7-та година е само репродукција на тоа што било програмирано до 5-та, 7-та година, затоа што се случуваат работи кои влијаат на нас од нашето обкружување. Така. Ви благодарам многу што издвоивте време и што бевте денеска заедно со нас. Убаво кажавте неколку пати ни самиот разговор, само ако реагираме на време, ако отворено говориме и не го нормализираме насилството, можеме да изградиме едно здраво и сигурно општество каде што нели и добрината и почита и безбедноста нема да бидат привилегија, туку право на секој човек, а особено на младата личност. Ви благодарам уште еднаш. Благодарам. Почитувани, правиме кратка пауза и се враќаме повторно во студиото. Бидете со нас.